Добро вечер, победничка Гевгелија. Добро вечер за најголемата политичка сила во Република Македонија, ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. И добро вечер за Унија на жени на Гевгелија, и Унија на млади сили на Гевгелија, Унија на ветерани. Добро вечер за сите кимови, за сите местни комитети, за сите граѓани на Гевгелија. Почитувани гевгеличани, пред 2 дена Гевгелија и цела Република Македонија направија разлика. Во Гевгелија, богами, 8065 во однос на 6016. Епа, има разлика, а? И има. Но допрва ќе има. Направија разлика земјоделците, бидејќи во времето на СДСМ не добиваа субвенции. Направија разлика пензионерите, бидејќи во времето на СДСМ им ги намалија пензиите за 8%. Па ги поделија во групи луѓето, нашите почитувани пензионери, оние кои што цел живот работеле, не можеа да си ја добијат пензијата. Па им дава во 3 групи, ако се сеќавате. Па првата група на 18 во месецот, следниот. Па втората група на телевизија ќе најавија, втората група ќе добие пензија тогаш и тогаш, као да е некој светски настан. Тоа следниот месец. Па третата група другиот месец и така за 1 година 2 пензии ќе им закинеа. Со нас направија разлика. Било криза, било не криза. Поминувавме низ тешки времиња. Да се признае, не беше секогаш лесно да се обезбедат доволно средства во буџетот. Ние знаеме како беше низ светската и економска криза. Ама ниту еднаш не им задоцнивме на пензионерите, првата недела во месецот си ги добиваа пензиите. Ниту еднаш не рековме ВМРО ДПМН ќе ги закине или намали пензиите. Напротив, секогаш кога можевме, за почитуваните пензионери имаше пари. Така ќе биде и во иднина, по 5% секоја година пораст на пензиите. Тоа е нашето ветување. Така работевме и за останатите, за сите оние кои што добиваат средства од буџетот. Работевме така и за проектите со кои што во изминатиот период реализиравме и подобривме инфраструктура во многу градови и општини во Република Македонија. Направија разлика нашите земјоделци кои што во периодот на ВМРО ДПМН добија вкупно 550 милиони евра субвенции. Тие пари завршија во џебот на македонските земјоделци. Направија разлика и просветните и културните работници, сите оние кои што добиваат плата од јавниот сектор, кои што навреме ја добиваа истата, а во годините во кои што имавме можности ја зголемувавме. Направија разлика и гевгеличани и сите други во Република Македонија со реализација на бројни инфраструктурни проекти. Пратеникот зборуваше за тоа кои проекти се реализирале во Гевгелија во изминатиот период и од прилика 6-7 минути ги набројуваше проектите што градоначалникот Иван Франгов и тимот на ВМРО ДПМН во Гевгелија ги реализирале. Тоа заслужува внимание, тоа е она што ВМРО ДПМН го вети за Гевгелија. А како беше? Дека не е се така секогаш лесно. Подсетете се само, почитувани гевгеличани, долги години Гевгелија имаше градоначалник и раководство од СДСМ. Долги години СДСМ ја водеше државата. Гевгелија е најдобриот пример како се уништува македонското стопанство, како со една коруптивна и поврзаност на судството, со локалните корумпирани политичари и со бизнисмените што ги однесоа фабриките во стечај и ве оставија вас, гевгеличани, десетици илјади гевгеличани без работа. И сега истите тие генерации на политичари, кои што се потомци на тие од 90-тите, а некои директно учесници, како што е Шекеринска, па и Заев, сега истите тие, замислете, кои што ја уништија средната класа во Македонија, тие ќе ја враќале средната класа. И како ќе ја враќале средната класа? Со општи фрази и зборови. Погледнете ја програмата на СДСМ. Ако на едно место во програмата, која што е 90 на странички, така, ако на едно место го најдете зборот Гевгелија, јас ви гарантирам дека нешто од тоа ќе биде. Ама на ниедно место го нема. Значи, со гаранција ништо нема за Гевгелија.
Е така не се враќа средната класа. И погледнете на нашата програма да видите на колку места стои Гевгелија проект за ова, Гевгелија проект за тоа, Гевгелија за тоа. Тоа е разликата. Единствено ако Заев не мисли за средната класа, она од 6-7 милиони евра. Од таа, бога ми, не знам како ќе ја направиме, меѓутоа со тате, бате, вујче, тетка, тендерчиња, тоа не проаѓа веќе кај луѓето. Помина времето на такви политичари. Луѓето не сакаат такви политичари. Луѓето сакаат политичари што се одмерени, сериозни, ќе излезат со програма, со проекти, ќе излезат со отчет што направиле. И политичари кои работат, работат и работат. Само работа се бара и тоа треба да го барате од нас. Од политичарите треба да се бара работа. Тоа народот има право да го бара. Затоа, почитувани жители на Гевгелија, ние имаме намера да работиме. Многу да работиме во следниот период. Направивме доста за Гевгелија и за цела Македонија, но има уште многу простор и потреба да се направи и да се подобри животот на граѓаните. Затоа во следниот период имаме многу проекти и секој од вас што ќе ја прочита програмата ќе види дека има барем некој, ако не и повеќе проекти што директно се однесува на вас и што директно ќе го подобри вашиот живот. Дали преку отварање на работни места, дали преку зголемување на пензиите, дали преку зголемување на субвенции, дали преку зголемување на плати, дали преку изградба на инфраструктурни проекти, училишта, театри, болници, патишта, се има за секој човек во Македонија, за секој регион во Македонија, за секое место во Македонија имаме проекти. Еве на пример еден од проектите кој што најде на најголем интерес кај граѓаните досега секаде каде што одиме е проектот за отпис на долговите. Отпис на долговите за најсиромашните категории на граѓани и еднократно, значи еднаш ќе го направиме. Тоа е за оние категории на граѓани кои што најдиректно и најсилно беа погодени од светската и европската криза. За нив предвидуваме во следната програма да се отпишат долговите за струја кон ЕВН, долговите кон банките за тековни сметки, салда на потрошувачки кредити и слично, долговите за радиодифузна такса. За следните три категории на граѓани: приматели на социјална помош, семејствата кај што има по двајца невработени или ако има еден невработен, и семејствата што имаат тешка материјална состојба. Тоа е ВМРО ДПМН, тоа е нашата програма, тоа е нашата грижа за најранливите и најсиромашните граѓани во Македонија. За вас младите, она што е најважно. Најважно е работа, најважно е перспектива, најважно е надеж. Во најтешки времиња ВМРО ДПМН креираше 119.000 работни места, кога во цела Европа на колена клекнаа силни држави како Италија, Шпанија, Португалија, Ирска, да не ја спомнувам соседна Грција. Кај нас се отвараа работни места. Се отвори Дрекселмаер во Кавадарци со 4.000 вработувања, 4.000 млади луѓе, надеж, 4.000 семејства кои што добија перспектива. Ама не е само Кавадарци. Кромберт и Шуберт 1200 работни места во Битола, 1200 млади луѓе, 1200 семејства. И не е само Битола. Во Штип, Джонсон Контролс, уште 1200 за сега, ќе достигнати поголема бројка. 1200 млади луѓе најдоа работа. Па кој може да каже покрај вакви резултати, а ги има уште многу низ Македонија, и Демир Хисар, и Скопје, кој може да каже дека следната фабрика можеби ќе биде тука, во Гевгелија? На тоа ќе работиме, на тоа да отвориме работни места во сите градови во Македонија. Впрочем, и денеска еве имавте можност да слушнете за објавата за една нова инвестиција, и тоа токму тука во Гевгелија има грчка компанија која што најави денеска, собственикот на таа компанија најави дека сака да инвестира токму во Гевгелија 6 милиони евра за откупно-дистрибутивен центар за зеленчук и за други градинарски култури. Тоа ќе отвори работни места, тоа е нашата политика, да привлечеме инвестиции и домашни и странски, да отвориме перспектива за младите луѓе. И затоа имаме и други мерки. Например, работодавачите што ќе примат млади луѓе до 29 годишна возраст, ги ослободуваме од плаќање на социјалните придонеси и од персоналниот данок. Само да вработат млади луѓе, ги креираме сите можности да земат млади луѓе до 29 годишна возраст, да ги задржат на работа уште 12 месеци. За сите оние млади што имаат па храброст да се започне собствен бизнис, да се зафатат со собствен бизнис, било што да е тоа, обезбедуваме кредити кои што се многу поволни за 7 години рок на отплата. 7.000 евра секој млад може да добие ако сака да започне собствен бизнис.
Прочитајте ја програмата, размислете, фатете си ја својата судбина и својата иднина во раце. Почитувани, во следниот период имаме и конкретни проекти за Гевгелија. Имаме доста проекти кои што се однесуваат токму на подрачјето на Гевгелија. Јас ќе набројам само 3, и тоа тие 3 вредат 27 милиони евра. Тоа се прво, 25 милиони евра ќе инвестираме за брана Конско, 4000 нови хектари земјоделска површина што ќе се наводнува со изградбата на браната Конско. Едно долгогодишно ветување на многу политичари, никој не го реализирал, ВМРО ДПМН ќе го реализира. Второ, ќе се реализира изградбата на водоводот во градот. 73 милиони денари, значи 1.200.000 евра ќе се потрошат за водоснабдување, за цевки, за бунари и се друго што е потребно за во Гевгелија да се реши прашањето на водоснабдување и еднаш за секогаш да се стави тоа настрана како завршена тема. И трето, средното училиште Јосиф Јосифовски, надградба на 2 ката, 700.000 евра од програмата на ВМРО ДПМН ќе бидат наменети за училиштето да се обнови, да се направат 14 нови училници. Така работи ВМРО ДПМН. Но ВМРО ДПМН има и луѓе за сите места. Во изминатиот период, во изминатите 5 години, ВМРО ДПМН го даде за председател на Република Македонија, човекот кој што е скромен, вреден, чесен, како и сите вие што сте гевгеличани, председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Во следниот период ни треба уште еден мандат, затоа што председателот Иванов достоинствено, честно, но пред се патриотски си ја одработи својата функција и се бореше за интересите на Република Македонија. Председателот Иванов, само да ве подсетам на еден настан, среде Њујорк, пред 184 шефови на држави на сите земји во светот, гордо и достоинствено од говорницата рече: никој не треба да не ословува во 21. век со името поранешна Југословенска република. Ние сме Република Македонија, имаме уставно име и тоа е Република Македонија. Ете така ги бранеше интересите председателот Иванов. И не треба да подсетам, на 27. април треба да се даде гласот, Гевгелија треба да го даде гласот за уште помасовна поддршка, за председателот Иванов да добие уште еден мандат за нови 5 години, да ја штити Република Македонија и да се бори за Република Македонија. А граѓаните на Гевгелија, убеден сум, уште повеќе ќе знаат да го дадат гласот за политичарот кој што од секогаш си стоеше на зборот, кој што кога ветуваше исполнуваше, за човекот што ја водеше владата на Република Македонија во изминатите 7 години и кој што ја спаси Македонија од поголеми кризи, излече 119.000 работни места и ќе донесе заедно со економскиот тим уште нови 64.000 места. Работни места. Премиерот Никола Груевски за поддршка за следните 4 години да добие нов мандат и да ја води Република Македонија. Гевгелија да оди напред, Република Македонија да оди напред, има берикет во вашите семејства. Да ни е вечна Гевгелија и Република Македонија, да живее ВМРО ДПМН. За победа на 27. април да славиме во цела Република Македонија, да сте здрави и живи.